Добро утро, добар ден и среќен ден ви посакувам денеска на 29 јануари, последната недела во првиот месец од новава година. Некако ни летна овој месец, иако важи за еден од најдолгите и најнапорните во годината, не само поради тоа што е зима, не само поради тоа што е месец во кој има толку многу празници, толку многу вишок на храна, толку многу организирани спонтани забави во кои луѓето вистински се исцрпени, туку е и месец во кој што и воздухот според сите статистики ни е најзагаден во месец јануари. Да се надевам дека во февруари веќе ќе се олабавиме од оваа тензија и иако е краток, нека биде успешен и нека биде радосен за сите. И денеска ви подготвивме интересни содржини, имаме гости кои што нешто подоцна ќе ги видите во другото студио. Денеска од Битола ќе ни допатува групата Милениум, која што обработи едно фасцинантно видео. Ке те чекам на широксокак, во кое што се буквално пресликани 40-тите години од животот на Битола и на широксокак заедно со пајтоните и со сите оние нешта кои што Битола ја прават посебна и магична. А веднаш после нив наша гостинка ќе биде Анета Митовска, која што е првиот автор на практичен водич кон лична слобода, изгледа вака, а е нешто многу интересно за луѓето кои што непрестано работат на својот личен раст и развој и нешто со кое што самите ќе можат да си самопомогнат и да се самоисцелат од сите овие ситуации на ова стресно живење. Тука некаде јас би ги најавила рекламите, а веднаш потоа ќе ви ги кажам и останатите содржини за денеска. Бидете со нас. И сега сакам да споделиме малку минути за спортот. Ке зборуваме всушност за бокстот. Боксерскиот клуб Универзалци од Скопје е новиот државен првак во екипен бокс. За нивните достигнувања, но и за сите напорни тренинзи, за сите планови на нашите млади боксери ке слушнеме од прилогот на колешката Александра. Дводеценискиот спој на искуството и младоста на Скопскиот боксерски клуб Универзалци. За прв пат во историјата на постоењето на клубот ги вивна до врвот. Па така, минатата година и официјално ја добија потврдата за државни прваци во екипен бокс. Избраниците на ИБА тренерот Васко Цубалевски во последните две кола во силна конкуренција од 14 клуба во првата бокс лига создадоа недостижна предност пред ривалите и се закитија со оваа титула. Ова титула за нас значи работата на стручниот штаб. Значи и заедно со нашите боксери и доаѓаме до визијата и до целта дојдовме за до 2022 година. Работиме напорно, значи секој ден работиме со боксерите и на психичка база, со сите средства што се за да имаме цел. Верувам дека ќе стигнеме. Макотрпната работа, значи и одвојување на се што е дури од прослави, од све што е од семејството, ова, па се доаѓа до правиот резултат. Боите на Универзалци во тековната сезона ги бранеа Милан Митревски, Димитар Симуновски и Филип Ивановски. Милан, што значи за тебе оваа титула? Оваа титула значи многу макотрпна работа, тренинг, вложување, одрекнување од многу работи, одвојување од фамилија, друштво и такви работи, како ви кажам. Оваа титула многу значи за нас, пошто толку години се трудиме, после 20 и некоја година Универзалци освојуваат првото место во Македонија во клубски бокс. И навистина го заслуживме ова и долго време го очекував. Тешки ли беа лично за тебе надпреварите? Какви беа противниците? Беа ли силна конкуренција? Ниедна борба до сега не сум лесна. Ниеден противник не е лесен. Секој си го дава таму во рингот максимумот од себе, се вложува со напорен тренинг, никој не доаѓа таму да изгуби, секој доаѓа да победи. Кој е појак, тој победува, кој има повеќе тренинг, кој е посмирен во борбата, тој е поуспешен секогаш, така. Од кога тренираш бокс и зошто се одлучи токму за овој спорт? Ја ги сакам боречките вештини уште од као мал.
со многу боречки вештини сум почнал да се занимавам, имам тренирани други боречки вештини. Во боксот се пронајдов последнава скоро година, се пронајдов, тука ми е, се осеќам како по-смирен, по-самостален. Ја ги сакам повеќе самосталните спортови, не ќе екипни и во тоа сакам да се вложам понатака во животот. Димитар, честитки за освоеното прво место. Тешко ли беше да се постигне? Да, доста тешко беше да се постигне се ова. Требаше доста искусен тренинг, да се откажуваме од доста работи, од друштво, од забави, такви работи. Што значи тоа? Секојдневно тренирање, повеќе пати во неделата? Колку време трениравте? 3-4 пати во ден до неделата трениравме. Бевме по трчање, згибни се, склекови, спаринзи се. Колку време се занимаваш ти со бокс? Скоро 2 години. Зошто се одлучи токму за овој спорт? Чисто од желба. Ми се интересираше многу боксот, интересен спорт, многу забавен и за да се вратам. Што е тоа што ти го донесе боксот и што те направи? Те направи ли подобар човек? Забележуваш ли за овие 2 години некакви разлики кај себе? Да. Со боксот, дека на факултет сум, боксот многу ми помага со факултетот да се дојам да се одморам, да испуштам се. И плюс многу ми помогна со здравјето. Не се разболуваш? Не. Од кога тренираш не се разболуваш? Од се немам разболено. А дали влијае и на концентрацијата? Дали може би полесно учиш? Да, после боксот ги се вратам дома, многу полесно ги совладувам лекции. Филип, какво е чувството да се држи оваа титула во рацете? Чувството е одлично. Оваа награда, овој трофеј за мене означува една награда за вложениот труд и напор. Најзаслужен за оваа награда е нашиот главен тренер Васко Цубалевски, кој секојдневно вложува во нас и ни ги открива тајните на племенитата вештина. Лично за тебе, какви беа овие надпревари? Беа ли тешки? Тешко ли се стигна до титулата? Секој надпревар во боксот е тежок, мора да се тренира, мора да се вежба секој ден, да вложуваме во себе, да се откажеме од многу работи и наградите ќе дојдат сами по себе. Зошто се одлучи за овој спорт? Зошто одлучи да тренираш бокс? Па боксот, гледав видеа на интернет од боксот и пробав да тренирам и се заљубив во бокс. Од кога тренираш бокс? Од 15 години. Како непобедливите браќа Озмен, кои живеат во Германија, се дел од универзалци, но дополнително ги бранат и боите на Македонија. Капитенот на тимот Илхан Озмен, актуелен државен првак во категоријата до 63,5 килограми, кој е и непоразен во првата лига, учесник на 2 европски првенства и носител на бронзениот медал од Светскиот куп на нации во 2018 година, ни испрати видеопорака од Германија. Најнапред подобро е да се бориш за твојата земја. А второ, имаме добар тим. Ги имаме Стефан, Васко од боксерскиот клуб Универзалци. Тоа значи дека шансите ни се отворени. И да, тоа е тоа. Ние имаме македонски пасоши бидејќи нашата мајка е македонка. Таа потекнува од Кавадарци. Па ние сме половина македонци. Затоа и се бориме за Македонија. Се бориме од 2018 година за боксерскиот клуб Универзалци. 2018 ни беше нашата прва борба. Паметам во Делчево. Да, тоа беше мал чекор, но многу важен. Секогаш кога се надпреварувам за Македонија сум многу среќен. Среќен сум за тоа што навистина имаме неколку добри боксери, но не премногу, и тоа ме прави горд на мене, но и на секој кој ќе освои медал за Македонија. Дали еден ден би се преселиле во Македонија? Да, можеби. Кога се ќе заврши. Зашто да не? Видеопорака добивме и од Айхан Озмен, државен вице-првак до 75 килограми и носител на сребрен медал од Светскиот куп на нации од 2018 година и исто така непоразен во првата лига. Да, ние се бориме за Македонија и добивме шанса да ја представуваме во националната репрезентација бидејќи сме добри боксери, а во Германија тоа е покомплицирано. Во Македонија ние сме многу добри, победуваме во секој надпревар. Комплицирано е бидејќи во Германија ако зборуваме за националниот тим, сите мислат дека сме дел од германскиот национален тим, но јас и брат ми секогаш кажуваме дека сме од македонскиот национален тим и дека имаме медали и дипломи на зидовите. За нас е добро да зборуваме за нашиот народ, нашата земја, да ја представуваме нашата држава, да се бориме за Македонија.
На почетокот беше чудно, но со текот на времето стана нормално. Затоа дали би се преселиле во Македонија не знам, бидејќи јас сум многу млад, имам 19 години и овде студирам медицина. Морам да одам на факултет и паралелно на бокс. Тоа би ми било тешко. Ќе продолжиме да одиме со брат ми во Македонија на неколку недели за тренинг. Покрај главниот тренер Цубалевски, заслуга за успесите на универзалци има и помошниот тренер Гаврил Огњановски. Успеси имаме многу, може да кажеме више од 2016 година со Костадин Пешевски. Донесовме златен медал од Србија и после тоа од 2018 година во Врбас Илхан и Озмен, нашите боксери од универзалци за репрезентација, освоивме еден сребрен и еден златен. Треба да кажем дека таму учествува 32 држави. Исто така со нас тогаш беше и Насер Харуни и Ардијан Аземи, они освоија златен медал. После тоа универзалци, значи се натпреваруваме и во регионалната лига, што имаме многу добар резултат. Скорот на Илхан ние во моментов 4 победи со 1 пораз. Бевме сведоци за тоа како универзалци веќе се подготвуваат за идните надпревари, а најавуваат и одбрана на тронот за следната надпреварувачка сезона 2023 година. Сега моментално се спремаме за во Марибор на 18 февруар за третото коло за регионалната лига, што е исто така имаме и златна ракавица во Србија и исто спремаме после тоа одма четврто коло во Белград, па после ќе оди Скопје, Нови Пазар. Тренерите посветуваат огромно внимание и на долги разговори со членовите за подигнување на самодовербата, бидејќи боксерите покрај тоа што вложуваат максимална физичка работа за да бидат успешни. Клучна улога во нивното градење како спортисти има и менталното здравје. Уште при основањето во 2002 година, мотото на овој клуб е да ги тргне децата и младите од пороците и да ги повика на спорт. Боксот е племенита вештина, а ние прво тука и самите момчиња деца од улица гледаме за да ги вратиме во саливе, за да вежбат и да имат една обврска, да не мислат на пороците, на да не дроги, цигари и така натака. Со самиот тренинг они стекнуваат една самодоверба и таа самодоверба после тоа ја иде со напредок и во самиот живот. Дали после 20 години постоење на универзалци забележувате дека влијаете врз општеството токму со тоа што младите се насочуваат кон спортот, а не кон пороците? Па да, го чувствуваме тоа и тоа го чувствуваме и со родителите. Значи, кажуваат дека се децата исполнети, дека им е мерак за да доаѓаат на тренинзи и дека и самите деца после кога ќе стегнат самодовербата имаат еден темел, еден фундамент кај што треба да знаат да застанат и да одат понатака во живот. Расте ли бројот на заинтересираност за бокс низ годините? Да, дури ни треба уште многу поголема сала, а се надевам дека и ќе ја најдеме за да може и сите членовица да ги собере. Клубот брои 30 членови, меѓу кои има и девојчиња. Цубалевски за Алфа телевизија вели дека нивните врати се отворени за сите кои се заинтересирани за овој племенит спорт. Во моментов јас имам тука и од 12 години што се владан. Тука и Марко со 14 години, тие се деца. Потоа тоа имаме идат од деца идат кадети, па идат јуниори, младинци и доаѓаме до сениори. И сениорите се више до 40 години старост. Отворени ли се вратите на универзалци? Во секој момент може некој да се приклучи? Отворени се вратите вака на универзалци и кој сака може за да се приклучи, за да тренира, да вежба. Да ги чуеме овие млади боксери. Што значи БК универзалци за нив? Универзалци за мене значи многу напорна работа, многу успеси, што од малку постигнале многу, почнале од нула, имале верба во Господ, имале среќа и успеале и стигнале до тоа кај што сте. Тим, фамилија,
прваци. Универзалци се едно големо семејство. Тие представуваат големо семејство за мене. Ние секој ден заедно вложуваме многу во овој спорт и тренираме напорно и сме сложни како клуб. Прво нешто што ми паѓа на памет е фамилија. Ние сме една голема фамилија, силна фамилија. Се држиме заедно, Стефан, Васко, тие се капата на универзалци, Гаго. Од првиот ден тие не бодрат, не поддржуваат и одржуваат заедно. Тоа е причината зошто универзалци се за мене фамилија. Универзалци се многу важни за нас. Универзалци се како фамилија. Васко, нашиот тренер, а Стефан е како постар брат. Ние сме тим и се држиме заедно и со другите боксери, како и мојот брат. Универзалци е љубов.
И ете, јас веќе се преселив во соседното студио, каде што ние редовно си ги пречекуваме гостите. Денеска, во недела, знам дека сте опуштени, знам дека многумина туку што се разбудиле и оправдано ќе ви простам, бидејќи знаете дека во неделите почнуваме нешто подоцна од вообичаено. И вака како за во недела, знам дека ќе ви биде супер да ве прошетаме по Широксокак заедно со најновото видео и најновата песна на моите битолчани група Милениум, односно една половина од Милениум се денешни наши гости. Топло добре дојде за Златко, Владимир и Стево, а останатите тројца топло ги поздравуваме, бидејќи тие ни се дома и имаат други обврски, така нели? Добре, се надевам дека наследат. Како е во големиот град? Стевче, како поминавте по пат? Супер, по патот, одлично. Одлично, да. Так. Честитки за новото видео. Мене ме восхити таа целата спакувана 3-4 минутна приказна, направена со една посебна фотографија за која што Златко после имам и многу интересни детали да ни открие, но еве малце ајде околу личната карта на Милениум. Стево, можеби ти ќе ни кажеш повеќе или Владимир, не знам, бидејќи ти си би рекла фронтменот на бендот. Прво да ги представиме останатите тројца, може? Да, Борче Тасевски, Стојан Чепуловски и Стевче Колевски. Одлично, 20 години и една или две од прилика некаде музицирате, а последните 15 години интензивно би рекла. Интензивно на еден повисок левел од почетоците. Се синхронизираа ли енергиите на сите 6 мина? Велат дека кога работиш во група, навистина бара многу доблест, многу толеранција и многу компромис за да се усогласат сите наши карактери, бидејќи сите сме ние дома понекогаш не можеме, очи ќе си извадиме, а камоли кога со некого соработуваш, ама не си обврзан да мораш, ништо не се мора, нели? Па самото тоа што постоиме веќе 15 години, интензивно, или 20, нели со некои мали измени, покажува дека сепак знаеме да се почитуваме, да го слушаме мислењето на другиот и затоа еве сме успеале. Свикувате со станост и Златко? Како не? Кој ги води? Водите тефтер со дневен ред? Зависи кој има прашања околу состаноците. Сите имаме Да. Јас сум сигурна сум, не сум била никогаш член на некој бенд. Немаме лидер официјално, сите се интересираме подеднакво. Ама се почитува сечи став и сечи мислења, повеќе глави секогаш подобро размислуваат. На што сте особено, да речам, горди во изминатите 20 и кусор години? Стево, ве има насекаде, нема свадба, да не сте присутни да ги забавувате луѓето? Да, имаме доста фамилиарни веселби. Работиме активно, значи снимаме ново. Ете сега најново со... Ова е најава за албумот, фактички. Најава, да. Нашата најнова песна, најново видео. Со наслов «Ке те шетам по Широксокак». Ја направивме, знаете, Битола е многу опеана, значи со многу песни. Што да ти расправам, знаеш како се вели, да. Да, и ние решивме да направиме една таква убава серенада со музика и текст на наш сограѓанин, Боби Поповски, кој моментално живее во Австралија. Горди сме со оваа песна, и јас и моите колеги. Се надевам дека ќе му се допадне на гледачите, денес ќе видат таа песна. Да, инаку да кажеме дека еден албум веќе имаме зад нас. Ова песна ќе се најде на нашиот втор албум и уште една песна имаме исто од Боби Поповски, која што допрва ќе ја снимиме, така ќе комплетираме вториот албум. Кога кажа Стево веќе кај авторите кога сме, музиката и текстот е на Боби, а аранжманот е на Дарко Илиевски. Да ги поздравиме и нив. Максимално сме, морам да кажам, задоволни од тоа како си ја сработија својата работа. Да, гледачите малку подоцна ќе го погледнат спотот премиерно на Алфа телевизија, ама има многу интересни факти за ова видео, затоа што е доловен животот и приликите на Битола во 40-тите години на минатиот век. Значи, вие сте се вратиле многу успешно 80 и некоја година назад и сте успеале толку прецизно, би рекла, да избегнете се што е одлика на денешницава и на современието. Како го постигнавте тоа, Златко? То се постигна со високи компјутерски техники. Значи, нас ни беше предложено, уште кога го договаравме спотот, бидејќи темата
е серенада, сепак се опеани некои детали, топоними од Битола, кои што се специфични и продуцентот што екипата што беше задолжена за снимање ни даде предлог, Даниел, да го поздравиме Даниел Јовески, ни даде предлог да тоа го направиме со специјални посебни филмски техники, каде што беа возобновени градби каде биле или скроз моментално ги нема, не постојат, или биле многу пати турнати во историјата, сега и повторно градени. Градени неколку пати, са пак ги нема, или пак имаше еден детал кај што зидче неколку тули стојат и са таму ние требаше да поминеме да пееме за амамот на некој паша. Керимбек, да, на некој паша или некој бек. Малце, на Керимбек амамот, таму сега многу малци има тој детал, а тоа беше возобновено во спотот ќе видат како оригинално изгледал во 40-та година. И колку пребарувавте низ историјата на Битола, бидејќи Битола имаше многу хроничари, за жал, скоро сите се покојни. Еден од, би рекла, брилијантните хроничари на Битола беше Такецот, Димитар Такецот, кој што беше човек кој што толку многу ја живееше и ја сакаше Битола и ја имаше во неговото срце, што немаше дело негово во кое тој не ја опеа и не ја отслика Битола низ вековите. Тоа беше во два моменти сузе направено. Првен во разговор со лица кои живееле своевремено во 40-та година и памтат точно се. Мене човек кој не е и премногу возрастен, моментално 60 на години, ми раскажуваше како во негово време уште ги користеле тие бањи, меѓутоа биле актуелни пред 3 века кога беговите. Битолчани биле големи чаланџи, ја? Да. Мал ќе ви објаснам и за тие детали, а вториот момент, ние месец дена го проучувавме преку интернетот, доста помогна околу тоа, како изгледало, кои биле специфики. Интересно беше кога го правевме тој концепт, ние сме битолчани, пак знаевме нешто, меѓутоа тоа свативме ствари колку не знаевме за тие детали, колку работи тоа се открија. Научивме, да. И колку станавте и погорди вака што сте битолчани, па нели, па имаме со што да се пофалиме, со што да се гордееме. Конкретно околу чифтефурни, ние го знаеме како некој обележи во Битола. Чифтефурни речи го, не го вели чифтефурни. Чифтефурни може да го речи некој од чаир, ама чифтефурни се вели по битолски, да. Коректна исправка, чифтефурни ние го знаеме како место, меѓутоа кога видовме како ти изгледале во 40-та година, тоа биле 2 фурни кои работеле во тоа време. Малце покасно едната фурна е скроз турната, бидејќи треба фурната на Насте конкретно, а во спотот е во кадар фурната на Чичко Богоја. Фурната на Насте е турната зашто требало да се премести бродот на Тито да го преместат за Охридско, за Охрид, и не го берело да помини и го турнале тој објект. Покасно си го изградиле како моментално е модерен дуќан, продавница. Бродот на Тито бил клучот, така? Клучен, по такво време се зафат и настрада објектот. Меѓутоа, останале снимки како изгледале тие фурни. Чинарот е опеан, кој е неколку века стар. Немаме конкретни сознанија, повеќе од 5 века има овој старост. Амамите на Керимбек, амамот исто така неколку века има традиција. Интересно што и амамот и чифтефурни имале во тоа време подно грејење, кое било многу интересно. Подно грејење 40-тите години во Битола. Каква е ова занимливост и факт на вистина? Па ете, конкретно во Керимбек амамот вода со специјални керамички цевки била од Драгорот, реката, вода спроведена, се грееле тука, имало како котли со големи. Одела во дворот на... Во дворот се греела, после одела во бањите и таа циркулирала, имало подно грејење, тука одели богатите битолски жени од да напомениме дека имало и машки дел и женски дел. И така како некоја во историјата како традиција било, невестата пред да стапи во брак, нели, пред да се мажи, ја носеле да се искапи во амамот. Со другарките, заедно со другарките, да. Тоа време имало 4 амами, 4 бањи во Битола, како што кажа Злате, од Драгорот се носела вода по специјални цевки до сите 4 амами.
Се последно амамот е купен од Турчин од страна на Еврин Папо. Последен газда бил, последен газда тој го купил, меѓутоа жалосно што 43-та бил одведен Треблинка и повеќе за него не се слушнало. Известно време поработил амамот и остана така во историјата на интерес. До 70-та година прочитав негде дека функционирал, да. Па затоа овој човек мене ми раскажуваше детали како што се капеле, тоа негде. Секоја чест, ако не останаа турците, кој знае колку тоа што ме имало 4 денески имавме 40 амами во Битола, па тоа ќе беше воздушна бања. Така да колку се горди ме интересира битолчани, го погледнаа веќе видеото, какви добивате коментари? Мислам, значи, со оваа серенада, со оваа песна, ќе ги допри сите битолчани на срцето. Значи, и сите оние наши битолчани што се надвор по светот. И емотивно и ќе се потсетат на нивните живеалишта каде живееле, значи на нивните маала, како што се Чинарот, Чифтефурни, Турската бања, Керимек, значи и тука, и таа околина. Мислам дека Досега се сите позитивни коментари. Досега се сите позитивни коментари. Ќе носите ли, ќе прошетате ли ни светот? Еве, ќе те шетам по Широксока, ќе е песна која јас веднаш што ја преслушав кога ми ја испративте, ми ги разбуди сите мои емоции, ме врати во едно време, иако јас тогаш не сум била на овој свет 40-тите години, но ме потсети на една Битола која јас ја памтам од моето детство и навистина беше тоа град со многу душа, со многу традиција, со многу една посебна приказка. Па тоа ни беше и целта. Планирате ли да ја однесете на секаде ни светот каде што има битолчани? Секако тоа ни беше целта, на некој начин да му се должиме на градот Битола. Битола е позната по серенадите, нели имавме и фестивал серенада на Широксогак. Нешто слушам ке се возобновува. Дај Боже да се возобнови. За жал се некоја година не постои веќе, ама еве да се надеваме дека после оваа серенада и ќе се возобнови. Навистина сме горди на овој проект, инаку не само по градбите, да кажеме, ја возобновивме Битола, туку и по носијата. По таа позната староградска носија во Битола, Даниел тука навистина се потруди, кој ги одбиравме носиите, даваше сугестии, не таа е охридска, таа е преспанска, ова е битолска, и баш сите што учествуваат во спотот сме облечени и ние во таа староградска битолска носија, така да мислам дека автентично навистина прикажавме Битола во тој период. Одлично. Во Битола има многу бендови, многу музичари, што солисти, што луѓе кои работат со колеги, вака колективно како вас. Има ли простор за сите? Има ли работа за сите? Па има работа за сите, нормално. За сите, така? Има работа за сите. Наша цел е да го веселиме народот. Сменија ли нештата после пандемијава на подобро или? Па мора така да размислуваме за полошо, нема причина да се работи. Не сакаме ни да дискутираме. Полн погодок е, ние на разни теми сме правеле песни, имаме и доста спотови позади нас, меѓутоа полн погодок е што ова е песна која е баш за кај нас. Битола е град, како што спомна Владе, на серенадите. Го презентиравте на градоначалникот. Веќе имаме коментари прво, како не. И на прашањето кога рековте дали таа песна треба да прошета надвор од Битола, целта е таа да продефилира и преку океан, нели да биде пошироко видена, нели. Јас мислам дека општината оваа година треба да ја земе како посебна, да ја даде посебно место и значење заради историските факти кои што сте ги извадиле, кои што сте ги осмислиле, сте ги истражиле и многу време и внимание и љубов сте потрошиле за да ја можат да ја видат младите генерации во едно поинакво светло и се надевам дека некој тоа ќе го испочитува, ама и ќе го награди на крајот, бидејќи сите би сакале да биде нашиот труд забележан. Па тоа и беше целта, како што каже Златко на спотот, малку да има едукативна црта во него. Младите кои што сега се и дечиња, да речеме, да видат како Битола изгледала во тоа време, како живееле нивните дедовци, предедовци и така натаму. Кога и по автомобили, сега можеби тој момент не можевте да го доловите, сигурно. Со пајтони се возеле. Баш ние кога баравме, истражувавме информации, било карактеристично за културата на живеење на Битола, со пајтони оделе
таа рута отприлика ја возеле до мамите оделе со пајтони, таму ги уживале тие Тогаш со благодати. пајтони, а подоцна со коли, со автомобили. И во моето детство, најрано детство, јас паметам дека по Широксокак се возеа автомобили и тоа беше до некоја 70 и некоја година. После веќе не паметам кога тоа заврши и кога стана пешачка зона, ама како и да е, секогаш е убаво да се зборува за културата во минатото, за традициите, за вистинските вредности, ама и за музиката која што ни е некако главна во овој момент. Ви се заблагодарувам што денеска дојдовте од Битола. Благодариме за поканата, Суза. Што ги еве вака емотивно ги поттикнавме сите битолчани да го погледнат спотот и сите љубители на убавата песна и на убавата музика. Се разбира без разлика од каде и да се нашата земја е прекрасна, од секој делче воедно и упатуваме еден апел до сите бендови, до сите пеачи и до сите луѓе кои што создаваат трајни вредности низ нашата земја и до сите кои што имаат интересни истории поврзани со секое парче земја во нашата убава Македонија, да ни се јават и да ни предложат некоја тема или можеби да зборуваме за интересни факти од минатото на Македонија. Поздрав до останатите членови, среќен пат назад за Битола и еве премиерно на Алфа телевизија да ги прошетаме по Широксокак, така нели, со најновата песна во која се оживеани 40-тите во Битола. Нашата улица, ке ти дојдам со два пајтони, двата полни чалги. Ке ти дојдам со два пајтони, двата полни чалги. Ке те шетам по Широксокак, па да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Ке те шетам по Широксокак, па да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Таму долу од Кајчинарот, покрај на Керимбек Амамот, ке те носам на чифте фурни, да ти купам бели симиди. Ке те носам на чифте фурни, да ти купам бели симиди. Ке те шетам по Широксокак, па да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Ке те шетам по Широксокак, па да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Шетам по Широксокак, па да видиш
видиш што е пашала, ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Ке те шетам по широк сокак, а да видиш што е пашала, ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. И знам дека на занимливостите најмногу им се радувате и со нетрпение ги очекувате. Автомобилскиот гигант Мерцедес објави дека ќе им исплати на сите своји вработени во Германија, замислете, бонус од 7.500 евра. Ете како и на кој начин се мотивираат добрите работници да бидат посветени на својата работа и со љубов и елан да доаѓаат на работното место. Затоа ние ќе слушнеме и за останатите вести од светот во оваа рубрика на занимливости, кои што континуирано ви ги истражуваме. Повеќе од 25 години Мерцедес-Бенц дели дел од профитот на вработените во Германија. И оваа година, околу 93.000 вработени во Германија ќе добијат бонус од 7.300 евра. Минатата година околу 100.000 вработени на автомобилскиот гигант Мерцедес-Бенц во Германија добија дополнителни 6.000 евра во знак на почит по профитабилната 2021 година. По одличните перформанси од минатата 2022 година, автомобилскиот гигант објави дека и оваа година ќе им подели бонус на вработените. Бонусот кој ќе биде доделен оваа година е рекорден и изнесува 7.300 евра по вработен. Бонус ќе добијат околу 93.000 работници на Мерцедес-Бенц во Германија, заедно со платата за месец април. Заедно постигнавме многу во 2022 година. Покрај предизвиците со кои се соочивме, нашиот Мерцедес-Бенц тим направи дополнителен голем чекор кон трансформацијата на нашата компанија. Како знак на препознавање на овие перформанси, со Советот се согласивме дека ќе исплатиме специјален бонус од 7.300 евра оваа година. Сумата е значително над минатиот максимум, а со најголемиот бонус во историјата на компанијата, сакаме да изразиме нашата благодарност за исклучителната посветеност и личната заложба на нашите колеги, изјавија од автомобилската компанија. Бразилката Клеидијана дос Сантос го родила синот Анџерсон на 18 јануари со царски рез. Таа била хоспитализирана во болницата Падре Коломбо во Паринтис на рутинска консултација. Но лекарите сватиле дека бебето е преголемо за мајката да го носи до датумот предвиден за породување, па ја породиле со царски рез. Бебето се родило тешко 7,3 килограми и долго 59 сантиметри. И се верува дека е најголемото бебе родено во Амазонас, една од 26 сојузни држави во Бразил. И мајката и детето се во добра здравствена состојба, објави Daily Mail. Во Бразил рекордот за најголемо бебе го држи Адемилтон дос Сантос, кој е роден со царски рез во 2005 година. Тој тежел неверојатни 8 килограми. Но сепак, најголемото бебе некогаш родено на планетата е Ана Бейтс. Во Италија, во 1955 година, е родено девојче тешко 10,2 килограми. Се појави оглас за продажба на дел од хрватскиот остров Галешњак, познат и како остров на љубовта. Цената е 10 милиони евра. Островот во облик на срце има околу 142.000 метри квадратни, но се продава само дел со нешто повеќе од 30.000 метри квадратни, односно едно парче, и се протега на повеќе од 500 метри крајбрежје. Можете да направите нешто на вистина уникатно со овој имот. Например, фарма, што може да се формира на површина од 3 хектари. Покрај тоа, може да се изградат 400 квадратни метри надземни згради и 1000 метри квадратни подземни згради. Тоа е одлична можност за земјоделски елитен туризам со вила или ресторан и голем магазин за маслинки, вино и други билки, се наведува во огласот.
Островот Галешњак на каналот Пашман е еден од најпрепознатливите хрватски островчиња, а Брайтсайд своевремено го вклучи во својата листа од 20 светски чуда. Во 2019 година, научниците од катедрата за археологија на Универзитетот во Задар откриле дека луѓето таму живееле пред повеќе од 7000 години. Јапонија е подготвена да им плаќа на семејствата со деца кои имаат намера да се иселат од пренаселениот град Токио. Според новата програма, која нуди милиони јени или околу 7100 евра по дете за помош. Властите им плаќаат на луѓето поради загриженоста дека населението и стопанството на земјата стануваат премногу концентрирани во главниот град. Бројките покажуваат дека 28% од јапонците, или 35 милиони луѓе, живеат во Токио и околните области. Жителите кои живеат во 23 делови на Токио, како и оние од околните општини, ќе можат да се пријават за парите за преселба. Парите ќе се исплаќаат на семејствата кои имаат деца под 18 годишна возраст, но под услов тие веќе да одат во средно училиште. Ова не е прв пат земјата да се обиде да ги натера жителите да го напуштат главниот град, но досега тоа не вроди со голем успех. Заедно со загриженоста за економијата, јапонските власти укажуваат и на ублажувањето на опасноста од земјотреси. Во 2019 година, Јапонската агенција за истражување на земјотреси соопшти дека има 47% шанси Токио да биде погоден од земјотрес во следните 30 години. Во октомври минатата година, земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата скала го погоди Токио, предизвикувајќи нишање на зградите, прекин на јавниот превоз и спорадични прекини на електричната енергија. За среќа, во овој земјотрес немаше жртви. Земјотресите не се невообичаени во Јапонија, бидејќи земјата се наоѓа на Тихоокеанскиот огнен прстен, една од сеизмички најактивните области во светот. Првите дами на Соединетите Американски држави обично ги донираат своите инаугуративни балски фустани на институцијата Смитсонијан за нејзината колекција. Џил Бајден, сопруга на актуелниот председател Џо Бајден, се откажа од 2 ансамбли за облека, но ниту еден од нив не вклучи тоалета. Првата дама го донира океанскиот синт вид фустан и соодветниот капут што ги носеше на председателската инаугурација на нејзиниот сопруг во Капитол на 20 јануари 2021 година, заедно со фустанот од свилена волна од слонова коска и ансамблот од кашмирски капут што го носеше подоцна вечерта во Белата куќа. Првите дами обично го донираат фустанот во кој танцуваа на инаугуративните балови по церемонијата на полагање заклетва, но таква прослава немаше и за председателот Џо Бајден. Тој ја презеде функцијата во екот на пандемијата со COVID-19, кога големите собири во затворен простор беа откажани. Како знак на историската природа на заклетвата на Џо Бајден, соодветните маски за лице на Џил Бајден исто така ќе станат дел од колекцијата на првите дами во Националниот музеј на американската историја. Си продолжуваме ние со втората денешна гостинка која што ви ја најавив на почетокот на нашето денешно неделно дружење. Говориме за тоа како да стекнеме лична слобода, како да бидеме посреќни, како во нашиот живот радоста да биде вклучена од рано наутро па се до доцна навечер. Како да научиме да бидеме благодарни за се и да тоа едноставно го спроведуваме во пракса. За наша среќа, веќе 2 месеци ја имаме можноста да си набавиме практичен водич за лична слобода, а авторка на истиот е нашата денешна гостинка Анета Митовска. Добре ни дојде, Анета. Добре најдов. Благодарам на најавата. Мене ми е задоволство што сум со вас овде со толку прекрасни луѓе, прекрасна емисија, со прекрасна водителка како што сте вие, Сузана. Благодарам и прекрасна тема и повод да говориме за радоста, да говориме за благодарноста, за она зошто сме ние, кои сме ние како уникатен
примерок на оваа планета, единствен, да се засакаме себе си за многу нешта, ќе ја имаме таа прилика. А јас држам еден од прирачниците кој што инаку многу интересно, многу ретко се случува, барем јас толку книги имам промовирано, туги книги, своји книги. Да, секоја една е во различна боја. Јас оваа што ја држам во моментот има некоја бело-златна боја, а оние на твојата масичката покрај тебе се во различна сина и некоја чоколадна боја. Каква беше оваа порака? Каква порака испраќаш со ова? Едноставно не можев да се одлучам за боја, бидејќи јас ги сакам сите бои. И порака како затоа што универзумот ни праќа многу пораки во животот и едноставно имаме многу избори да направиме, точно. Така да не се врзуваме само за едно нешто. Само за едно нешто, тоа е тоа. И боите се одредени како розе универзум, темен универзум и една плава боја на универзумот. Син универзум, прекрасно, да. Кога дојде на идеја? Ти си инаку учител за многу реики стилови, јавноста горе-долу го слушнала овој термин, можеби многумина и знаат што точно значи реики, но ајде накратко да им објасниме што значи реики. Реики е на стара, древна, да кажам, алтернативна метода за самопомош која е легализирана и одобрена од Министерството за здравство и во Македонија, секако и не постои земја која е развиена во светот, а да не е легализирана и одобрена во сите тие земји, така да имаме среќа што и кај нас е одобрена една метода како за рехабилитација, за унапредување на нашето здравје и подобрување на квалитетот на животот. Одлично. Предпоставувам дека и на оваа тема би имале ние можност многу да говориме, но ќе ја оставиме друг пат кога ќе ни биде тоа тема на денот и кога ќе говориме за тие техники за поквалитетен живот, но ајде да се задржиме ние на водичот кон лична слобода, кој што предпоставувам дека веќе многумина го имаат набавено, има толку интересни во него содржини, благодарноста е на секоја втора страна. Знаете дека и јас често пати ви ја споменувам благодарноста, особено во 6:25 кога стартуваме рано наутро, многумина не се ни разбудени, но ние будните секогаш првата работа кога отвараме очи треба да ни биде му благодарам на животот што и денеска ја имав таа среќа да отворам очи, особено да станам, да се разбудам без болка и да можам да бидам слободна и независна. Има ли поголема среќа од таа, нели? Браво, да, така. Што тебе те натера и што те поттикна да го издадеш овој водич? Значи, мојот низ годините поминав едно многу, да кажам, долго искуство во мојот личен развој и тоа придонеса кај мене една желба да им го споделиш тоа со другите. Тоа едно лично искуство преку лесни, едноставни вежби кои ќе придонесат кај секого една убава лична трансформација, еден личен развој за да остварат еден подобар живот и да направат добри промени, бидејќи човекот како битие е подложен на константни промени, особено ако работи на себе си, ако се сврти кон себе си и ако непрестано стреми кон нешто повеќе, да бидам утре нешто повеќе од она што бев вчера. Овде забележувам дека имаш прекрасни афирмации за се и се што ние сакаме во животот да ни се случи. На кој принцип овие афирмации треба да ги применуваме и практикуваме? Дали да ни бидат запишани на место каде што ние често пати погледнуваме? Дали да си ги запишеме на нешто што постојано го носиме со себе, бидејќи можеби точно овој водич нема да можеме да го сместиме во секоја ташна, ама можеме дел од овие нешта да си ги запишуваме на одредени содржини и на кој принцип тоа да го практикуваме? Може да се запишуваат нели на посебен лист, а може нели сега и модерно на телефоните да бидат запишани. Или доколку го носиме дневникот со нас, водичот, треба да ги читаме почесто во текот на денот, како би ја покренале таа позитивна енергија во нас, да го промениме текот на мислите од негативен во позитивен и ден по ден, секој ден по малце да развиваме свеста и да
дека може да направиме многу поголем бенефит за нас, точно, и да создадеме нешто повеќе. Супер. Самодовербата, јас и како родител, како мајка, како жена, веќе во второто полувреме од животот сум многу често пати размислувала на самодовербата колку е важна за децата, за нашите деца и за сите деца, да без оглед на тоа дали имаат големи таленти кон нешто за нешто или не, многу поважно е да им ја билдаме самодовербата отколку да работиме само на талентот. На талентот ти можеш да работиш многу на некое дете и да го усмериш да биде вреден, дисциплиниран, да вежба, да работи, но ако паралелно со тоа не му ја јакнеш и самодовербата, можеби никогаш на добар, на исправен начин нема да може да го покаже својот талент. Напротив, може дури и да биде фрустрирано едно дете ако има лоша или слаба самодоверба. Колку и на кој начин се јакне самодовербата кај секој еден од нас кога имаме периоди кога ни е самодовербата под нулата? Така, самодовербата навистина е една јака емоција која треба да ја имаме во нас и да ја носиме, бидејќи кога имаме таа емоција на самодоверба, тогаш зрачиме на еден поинаков начин, тогаш љубовта излегува од нас и едноставно привлекуваме убави работи, привлекуваме се она што ни е потребно во животот, она што го посакуваме и она што го заслужуваме во животот. И кога сме со силна самодоверба, едноставно такви луѓе привлекуваме. Точно, да. И го почитуваме законот на привлечност, тоа што зрачиме и тоа привлекуваме. И нели секој е наклонен да привлечеме само убави работи во животот. Да, сите би сакале ние да можеме да привлекуваме само убави работи, само големи успешни приказни да ни се случуваат. Но од друга страна, ако имаме лоши мисли, ако имаме постојано, ако сме преокупирани со страф, со тоа дека нема да успеам, дека не ми е дадено, дека јас сум малер, дека јас сум баксус, и ако непрестано тоа си го вртиме, си го мантраме, тогаш вистина во тоа и ќе се претвориме. Затоа велат како зрачиш, така привлекуваш. Да, и затоа со цел јас го напишав, го креирав дневникот, водичот, односно да можеме да запишеме, да ги запишеме тие емоции, она што го чувствуваме, да го изразиме слободно и така збор по збор, односно влегуваме во таа саморефлексија, која што ќе ни овозможи да кој ќе ни даде пристап до нашето емоционално, емотивен универзум и така полесно ќе допреме до нашата душа и ќе го запознаеме нашиот потенцијал кој лежи длабоко во нас. Супер. Каков е фидбекот од твојата публика овие 2 месеци? Имаат ли луѓето прашања? Посакуваат ли да поразговараат со тебе? Го купуваат ли за подарок? Го купуваат, доста е продаден. Се продава онлайн, така нели? Да, онлайн се продава. Може и преку мене. Навистина се задоволни, веќе некои почнати се да работат на дневникот. Содржината на дневникот е поделена на 2 дела, каде што првиот дел, односно е прв чекор кон личен развој, и тоа е привлекување на благосостојба, која итекако е битна за нас луѓето, нели? Фактички овде се пополнува, значи овде немојте да мислите дека само ќе читате, овде треба да си ги пополнувате сопствените мисли, размисли, желби, и да правите анализа на она што доживеав, што мислам, што сакам, што не можам, што мислам дека можам, ама не можам. Не можам, точно, да. Благодарноста тоа е всушност еден вид на духовна благосостојба, која не води до таа благосостојба и за да можеме да го размножиме и она што го имаме и она што го немаме, да го добиеме и оние тешки моменти кои се справуваме во животот да не бидат малце полесни. Благодарноста исто така е стратегија која ни овозможува да ги минимизираме оние емоционални предизвици кои се справуваме во секојдневниот сега да кажам модерен начин на живот, нели? Така да затоа е толку битна благодарноста да започнеме секој ден да ја практикуваме во било кој време од денот. Секоја чест на вистина. Дали имаш пракса покрај тоа што го направи, го подари го на луѓето, ја подари можноста да може секој овде да запишува и да работи на себе преку овој дневник? Дали работиш индивидуална програма со
луѓе кои што сакаат сепак да ја имаат поддршката вака во живо, или работиш групно на работилници за повеќе практиканти, повеќе луѓе? Да, работам повеќе на работилници со повеќе луѓе, но кога е потребно и индивидуално, секако тоа го работам индивидуално. Персонализирано. Персонализирано, да. Нема да погодувам, затоа што сум речиси 99,9% сигурна дека најголемите корисници и практиканти на овие водичи кон лична слобода се жените, или грешам? Па да. Да? Да, поголем Чинам дека процент, да. жената не дека сега ние размислуваме феминистички, најмалку сакам да бидам така протолкувана денеска, но чинам дека ние жените сме тие кои го чуваме во еден скриен джеп, нема да ви кажам кој е тој джеп, клучот на среќата, клучот на енергијата, и ние секогаш сакаме, менувајќи се себе си, да им помогнеме и на тие околу нас да направат добри промени, да ги подигнеме секогаш кога паѓаат, особено ако сме мајки, ако сме родители, ние секогаш сакаме да им бидеме се на сите, што некогаш не е тоа некоја многу добра работа, бидејќи исцрпува, оптеретува, изморува, но во кодот на женската природа е на сите да им биде на располагање. Си го приметила ли ти тоа? Да, така. Јас сум мајка, јас тоа го осознаев, значи, нели, го доживеав. Колку те промени мајчинството и колку ти даде можност да го видиш животот од еден друг агол? Многу. Значи, не сум размислувала за тоа, но кога станав мајка, нели, секоја промена е нова прилика за развој и за раст, така да и мајчинството ми донесе еден нов раст и развој на тоа поле. И уживаш во непрестаното трагање по одговори. Всушност овде во твојот водич, колку што јас го разгледав, ти имаш еден добар дел посветено на тоа како секоја индивидуа, секој човек сам на себе да си помогне да си спроведе едно самоисцелување. Да. Така нели? Може ли секој човек да се самоисцели? Може. Секако и на сите нивоа, на ментално, емоционално, дали на духовно ниво, тоа со работа на себе и со посветеност на себе и, нели, доколку веруваме во себе и треба да веруваме во моќта која ја има секој од нас и со љубов тоа да го промениме, да дојдеме до една состојба на вистина можности за подобар живот, да подобра кариера, подобри меѓучовечки односи, сето тоа да можеме да го усовршиме со работа на себе. Сега некогаш некои ситуации во животот ни се не кочат, не враќаат назад, ни се случуваат неубави епизоди во животот. Така, да. И често пати тоа секој еден од нас знае да си го припише на лоша судбина, на лоша карма или не знам што, и понекогаш знаеме толку многу да се заврземе во некои такви лични уверувања, што тоа може не само да потрае долго, туку да ни преиде, како да речам, сме си го забетонирале, станува пречка или блокада која не можеме да ја отстраниме на нашиот пат. Сами сме си камен на патот. Има ли спас според твоево размислување и овај водич? Има ли начин како да ја отстраниме таа блокада? Така, да. Водичот, вториот дел од водичот има околу 100 прашања, ментално-емоционални прашања, односно вежби кои го поттикнуваат, нели, ја поттикнуваат нашата свест и нашите лични вибрации, но за тоа, нели, со некои од тие вежби едноставно доаѓаме до тие сознанија и ослободување од некои верувања, како што се пример ослободување од стари лоши навики и создавање на подобри позитивни лоши навики. Исто, нели, како што кажавте, ослободување од тие трауми низ животот што ги доживуваме. Тоа се тие вежби кои се одржат во преку прашања и самото пишување, експресивно пишување, кога ќе воведиме експресивно пишување и одговараме на секој од тие прашања, едноставно полека доаѓаме до тоа ослободување кое што не мачи од различни аспекти во нашиот живот. Има повеќе категории за работа на себе, како што е
Опрост, страв, љубов, привлекување, посветеност, поставување на цели, желби, едноставно. Што се случува со луѓето кои не научиле, едноставно не им дава нешто да простат и кои што во себе постојано го имаат затворен, заклучен гневот, лутината и едноставно одлучува да не простат никому ништо. Што се случува на енергетско, на емотивно, на секакво наше психичко, па дури и физичкото здравје може да ни биде загрозено ако тоа долго сме зачмаени во една таква лутина и гнев. Така, да, ако доколку тие размислувања и верувања цело време ги држиме во нас, ние се потеснуваме себе си, тоа излегува на површина и доаѓа до одредена болест понатака, дали тоа ќе делува ментално или на емоционално ниво или на физичко ниво, тоа зависи колку долго ние ги држиме тие проблеми и тие и физички ние се разболуваме. Точно, да, и колку тоа чувство ние го држиме во нас како присутно или ќе се дадеме можност да се ослободиме и да простиме, бидејќи опростот е на вистина многу моќна сила во универзумот, е на сила која ослободува. И затоа треба да се опростиме пред себе си, а потоа нели и на другите, како би дошле до една лична слобода, тоа е многу битно. Така е. Која друга е цел која ја имаше додека го правеше, на кои други цели типуваше, кои се твоите очекувања, дали после некако временски период од како ќе помине, само 2 месеци се поминати од издавањето на Водичов, си зададе ли себе си некоја цел дека после тоа би можела да направиш една средба, голема средба со сите оние кои што навлегле во програмава твоја? Секако така и очекувам навистина позитивни резултати, една лична промена кај секого и позитивна промена, нели да влијае, да се подигне свесноста кај сите оние кои го користат водичот. И секако целам и работам на еден друг водич со друга тема, нели, која што исто така е ќе го поттикне уште повеќе личниот развој и нашите уверувања, размислувања и за друга категорија во животот. Одлично, супер. Мене ми преостанува да ти се заблагодарам за нашето денешно неделно гостување, да ги потсетам сите оние кои што одамна не се свртеле кон себе си. Уште само едно прашање да те прашам, што се случува со луѓето кои не работат на себе? Едноставно ова што јас и ти досега го зборувавме им е чудно и несфатливо дека човек треба да учи и работи на себе за да си го одржи духот, енергијата и да непрестано напредува на секаков план. Така, тие луѓе едноставно мислам дека се затворени во еден круг кој што не можат да дојдат до некое олеснување и ослободување и развивање на свесноста, каде што се зарабуваат самите себе си со потешки програми и потешки емоции кои навистина доведуваат до се повеќе проблеми во текот на животот. Да, во едно твое интервју како да прочитав дека денеска во ова стресно, во ова хаотично, во ова навистина едно тешко секојдневие во кое сме сите ние некако затекнати, особено луѓето во поголемите градови каде што сите сме во трка со времето и сите некаде доцниме и сите сме во еден огромен хаос. Велиш дека речиси денеска не постои комфортна зона за да можеме да ја напуштиме. Така нели го право сум, добро сум запомнила. Што во минатото важеше дека знаеш, во социјализмот, кога луѓето одеа на работа, чекаа викенд, чекаа празник, чекаа одмор и знаеја, по еден шаблон им се одвиваше животот. Денеска веќе е многу поинако животот и денеска скоро и да ти постојано си надвор од комфортната зона, ја немаш таа прилика да бидеш заштитен, па да си имаш еден рад, еден спокој и да знаеш дека денешниот ден немам стресови, ќе ги исклучам сите можни стресови. Како да научиме да го совладаме тој хаосот во нас и да бидеме присебни? Благодарам на прашањето, прекрасно прашање. Значи, точно, сега живееме во време каде што нема комфортна зона и едноставно има големи промени, каде што сега само
денес се можност на нови промени и всушност секој ден е нова можност за промена и шанса да се промениме себе си едноставно, да бидеме подобра личност, да бидеме поблагодарни, да бидеме поздрави и секако треба да избираме паметни одлуки, да инвестираме во себе за секој човек. Да. И да не носиме избрзани одлуки, што е многу важно. Така, и секоја нова промена да има... Да ја поздравиме. Да, точно. Да ја поздравиме. Да, поздравиме. Драго ми е што говоревме на една ваква убава тема, што мотивиравме, што поттикнавме, а воедно и дадовме еве вака насока што би купиле за некој следен роден ден, доколку знаете дека поклонувате на личност која сака да работи на себе, практичниот водич кон лична слободна, кој сам треба да го пополнува некој што влегува во авантурата потрага кон себе и кон подобар живот, е прекрасна идеја за подарок и можност да секој се најде себе си, да си ја има насмевката во огледалото кога ќе се погледне, да се радува на животот, на сонцето, па и дури и тогаш кога е облачно, кога нема сонце. Анета, многу ти благодарам што беше наша денешна гостинка. Така, а ние продолжуваме со останатите содржини за денеска. Убаво е кога се говори јавно за оние на кои им сме најпотребни, за оние чие здравје страда, а се во толку мал број што соочувањето и борбата со нивната болест е едно навистина осаменичко искуство. Знаевте ли дека постојат болести од спектарот на неуромиелитис оптика, кои се ретки прогресивни воспалителни заболувања на централниот нервен систем? Една навистина сериозна болест од која страдаат 19 лица во Македонија, 9 официјално регистрирани. Затоа, во нивна чест, фармацевската компанија Рош Македонија, како општествено одговорна компанија, во соработка со Клиниката за неврологија, во градскиот парк во Скопје засадија 9 јапонски цреши, како символика за 9 пациентки кои се борат со ова ретко заболување. Оваа болест го погодува женскиот пол и тоа најчесто девојките и жените на возраст помеѓу 20 и 40 години. Период кога се во полна сила и капацитет за да се реализираат на полето на кариерата и да се остварат како мајки. Денеска сме собрани во градскиот парк на иницијатива на компанијата Рош Македонија во соработка со Македонското невролошко здружение и Универзитетската клиника за неврологија да засадеме 9 декоративни дрвца, црешови дрвца, јапонски, познати како дрвца сакура. Да ни го збогатат паркот, а ги садиме во чест на нашите 9 пациенти, за секој пациент по едно дрвце, кои што боледуваат од болестите од спектарот на невромиелитис оптика. Тоа е болест која што спаѓа во групата на ретки болести, иако ретките не се ретки, имаме многу болести кои што припаѓаат во оваа група на ретки болести, но по своите карактеристики се специфични, затоа што станува збор за млади пациенти, генерално женска популација, пациентки кои што во колку навреме не се диагностицираат и не се започне со адекватниот третман, едноставно текот на болеста ги води во една тешка инвалидност, губиток на видот и парализи на рацете и на носете. Директорот на Клиниката за неврологија доктор Иван Барбов вели дека оваа болест напредува со многу побрзо темпо од мултиплекс склерозата и доаѓа до слепило и врзаност за инвалидска количка. Терапијата е неопходна за забавување на состојбата, која е последица на оваа болест, што примарно го оштетува оптичкиот нерв и рбетниот мозок. Но најважна според него е прецизната и навремена диагностика на болеста. Овој ден го, како што рече професор Драгана Петровска, го посветивме на нашите пациенти со невромиелитис оптика, односно да се подигне свесноста за ова заболување, како меѓу лекарите, така и во општата популација. За самата болест може да кажеме дека е воспалително дегенеративна болест на централниот нервен систем. Најмногу го напаѓа очниот нерв, значи може да имаме губиток на видот кај пациентите и рбетниот мозок, поради што пациентите најпрво имаат слабост во долните екстремитети во нозете, што понатаму може да прогретира до комплетна инвалидност.
Инаку спаѓа во групата ендемилизаторни болести, оштетување на милинските обвивки на нервите во мозокот и затоа многу често може да се смеша со мултипла склероза. Затоа е многу важно едукацијата, посебно на лекарите во диагностиката, бидејќи е сосема друга болест, со друга клиничка слика, потешка клиничка слика од мултипла склероза и сосема друг начин на лекување. Значи не се лекува со стандардните лекови за мултипла склероза, туку со имуносупресивна терапија, меѓу кои спаѓаат и плазмаферезите и давање на имуноглобулини и секако најсовремената биолошка терапија, моноклоналните антитела, од кои еден лек не е достапен и за нашите пациенти. Болестите од спектарот на неуромиелитис оптика се ретки, прогресивни воспалителни заболувања на централниот нервен систем, кои се карактеризираат со губење на обвивката на нервите, која посебно го напаѓа очниот нерв и арбетниот мозок. Акцијата за засадување на 9 јапонски цреши покрај Универзитетската клиника за неврологија од Скопје ја поддржаа и Македонското невролошко здружение, секторот за комунални работи при град Скопје и јавното предпријатие Паркови и зеленило. И денеска, како да знакот ние во Битола или со битолчаните, ќе најавам еден прекрасен прилог кој што се однесува на битолчанката Елена Стојчевска и тоа како таа го заслужила епитетот на креативна мајка. Веќе неколку години таа преку Инстаграм профилот ги споделува своите креативни идеи, ама и многу забавни за децата и за возрастните, уникатни активности, а вери дека нејзина инспирација се потребите и желбите за нејзините дечиња. На Инстаграм профилот е создадена да ги поттикне сите родители кои сакаат да работат и да се дружат со своите деца активно во слободното време. Со она што таа го прави, покажа, ама и докажа дека Инстаграм е место каде што може постојано да се црпи позитивната енергија и таа од неодамна е жител на Амстердам, но оттаму продолжи со сите своји активности, а со неа преку видео врска разговараше нашата колешка Ивана. Елена Стојчевска е мајка која што ги инспирира мајките или родителите да им направат на децата покреативни играчки, односно да имаат посреќно детство, се со цел да се отргнат од технологијата. Колку е тоа тешко да се овозможи токму во овој период кога живееме буквално во едно модерно време, односно во време на технологија која што оди од ден во ден се во чекор понапред. Колку е тоа тешко да се направи, колку ние како родители имаме можност да и време доволно да им се посветиме на нашите деца, да им создадеме едни креативни играчки со кои секако и ние ќе треба да играме заедно со нив. Токму за сето ова ќе разговараме со Елена Стојчевска, која што моментално со незината фамилија живее веќе во Амстердам во Холандија. Елена, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Навистина ми е многу драго што иако покрај сите обврски што ги имаш таму и покрај тоа што имаш нели малечко дете, успеа да одвоиш време еве и да ги кажеш твоите совети, она што ти го практикуваш секојдневно за гледачите на Добро утро секој утро. Добро утро и вас, добро утро на сите гледачи. Задоволство ми е првото кафе да го испијам со вас. Ти благодарам, Елена, уште еднаш. Не спомена во најавата, меѓутоа некои од родителите знам дека ќе те препознаат како креатор на едукативната игра Врти од А до Ш, која што е на македонски јазик, нели? Ти си креатор на истата, па ајде да почнеме од таму како настана еве Врти од А до Ш, како ти ја доби инспирацијата за оваа едукативна игра. Да, Врти од А до Ш и секаде си е со мене секако. Настана поради лично правена е за мојот син конкретно. Кога беше тој 3 години, забележав потешкоти во неговото во изучување на буквите со него, поточно во спојувањето на зборчиња и букви. Ти ќе му кажеше балон, тој наместо буквата Б ќе кажеше буквата З и така. Барав на интернет и во македонските нели сликовници доста материјали за да го научам, меѓутоа освен бушавата азбука проектот и слични на него,
не можев да најдам некоја интерактивна игра со толку многу зборчиња каде што детето на лесен и едноставен начин ќе ја свати поентата всушност во спојувањето на буквата со зборот. Додека не дојдов до таа ситуација со него, не мислев дека на дечињата им е тој сегмент тежок и дека ги спојуваат тешко буквите. Да, навистина една едукативна игра која што верувам дека сите дечиња треба да ја имаат кога се нели во оној ран развој, односно родителите нели треба да им ја набават, но играта настана, едукативната игра ја направи, ја создаде пред речиси 3 години, повеќе од 3 години веќе има. Каков е фидбекот тебе сега кога гледаш од оваа перспектива? Па вака, Вртиот Адоша настана пред 4 години и јас едноставно ја споделив на социјалните мрежи зашто бев срекна дека нешто направив интересно и почна родители направиме мене, што реално беше и невозможно, зашто реално изработката на една игра Вртиот Адоша, не зборувам за онај технички дел, па замисловниот процес, создавањето, туку едноставно сечењето и лепењето одземаше многу време. Па тука некако дојде до спојка со мене и со Едукамак, која е специализирана издавачка куќа за деца, и така дојдовме до некоја идеја да ја издадеме заедно Вртиот Адоша и Вртиот Адоша да ја дадеме еден убав облик и да биде достапна, да има достапна цена за да може да ја купуваат што повеќе родители, зашто реално јас преферирам игрите за деца да ги создавам сама дома и сакам колку што може повеќе родители да ја имаат дома Вртиот Адоша, зашто стварно има едукативен карактер и сакам дечињата на родителите и на дечињата да им биде полесно да ги совладаат буквите и зборчињата. Вртиот Адоша, јас да ги имам буквичките, мислам дека многу од родителите и веќе ја знаат. Таа е составена од едно крупче. Секој крупче содржи 6 зборчиња на дадената буква. Големата буква е обележана со поинаква боја за подоцна децата да можете да ги препознаваат буквите големи и мали. Може да се користи од најрана возраст, значи кругот како форма е многу едноставна за децата и пред се Вртиот Адоша помага во моторичкиот развој на прстињата на детето, зашто учат да го вртат крупчето. Е направена од пластифицирана хартија и многу тешко се оштетува. Потоа, што е исто така важно, можеби техничкиот дел за правење на Вртиот Адоша беше најлесен. Најтешко ми беше да направам спојка од зборчиња од различен карактер, например да има јовошје, да има некоја превозно средство или музички инструмент, колку што дозволува нели македонска азбука, но тоа сите зборчиња да бидат од фондот на зборови на едно 3-годишно дете кое што може да ги има. Досега се печатени, не знам, можеби 2000 или повеќе примероци од Вртиот Адоша, беше дел од сите сајми скопски на книги, беше дел од сајмот на детска литература во Германија. Така да задоволство ми да кажам дека фидбекот е одличен и секој ден добивам на Инстаграм слики од мајки кои го купиле, син ми порасна, веќе не ни е потребно, си го преселивме за ќерка ми. И сум свикна реално баш кога некој ден добив слика од една девојка и убави зборови, така што сметам дека се уште се продава и се уште е актуелна Вртиот Адоша. Да, дефинитивно, особено кога нели немаме тука нели во Македонија и особено на македонски јазик конкретно ваква едукативна игра која што навистина е потребна за најмалите дечиња. Дали може би размислуваш за надоградување или пак за некоја втора верзија која што ќе биде во поширок обем на Вртиот Адоша или пак нешто слично да издадеш, да создадеш како што е едукативната игра Вртиот Адоша? Размислуваш ли натаму? Вртиот Адоша. Сум размислувала, но мислам дека за учење на буквите е сосем доволно и дури има огромен фонд на зборови што едни децата до кај 6 години треба да го имаат. Јас цело време после Вртиот Адоша соработувам со исто така со издавачката куќа Едукамак. Тие го имаат списанието Супер смешка, кое е специализирано едукативно списание за деца. Јас го цртам таму делот со буквите и има различни начини за изучување на буквите, значи за цртање, за пишување, за боење на зборчиња, нели по одредена буква, цела така како рубрика.
Сега веќе 7 година. Прво имаше еден тип на учење на буквите, сега одиме на друг тип, тоа е месечно списание и секој делче, секој месец има по една буква, што исто така е како надоградба на вртиот ајдоша, зашто сепак оди понатака како децата ги изучуваат да ги пишуваат буквите. Да, Елена, навистина верувам дека и ти нели си во таа средина на родителство, нели знаеш дека некако во поново време се почесто се случува да доцни говорот кај децата. Веројатно нели ја знаеме сите причината, тоа се нели технологијата и сите анимирани цртани кои што толку лесно им се достапни моментално на децата и толку лесно им се сервираат, но ти одлучи дека ќе ги отргнеш твоите деца од технологија, односно си даде задача дека ќе им правиш ти лично едукативни игри, односно играчки со кои што тие ќе можат да играат. Колку е тешко во денешно време да ги отргнеш децата од технологијата која што буквално е насекаде околу нас? Наискрено тешко е, меѓутоа не е само јас, туку и мојот сопруг, поради тоа што откажувањето на децата од технологијата значи откажување на родителите од технологијата. Не може едниот родител да дава, другиот да не дава, или едниот родител да сака да гледа фудбал, а детето да не може да гледа цртани, зашто и детето ќе седне и ќе го гледа телевизорот и ќе го гледа фудбалот. Знаејќи или не знаејќи што е. Искрено тешко е, меѓутоа не е само отргнувањето од технологијата, туку е намалувањето на гледање на децата. Добро е да се гледа едукативна содржина, меѓутоа да биде регулирано и да биде временски ограничено, според мене. Кога се помали децата, конкретно син ми можеби до 4 години не гледаше воопшто телевизија, но не гледавме телевизија ниту јас, ниту сопругот, додека син ми беше буден. И тоа доколку родителите се согласат дека нивното дете ќе прави други работи, треба да седнете заедно со него на земја и да редите служувалка или да читате книги, зашто децата го прават тоа што го гледаат, доколку родителот чита книга и детето ќе чита книга. И такви слични работи. Меѓутоа, направењето и создавањето на игри па во денешно време е многу лесно. Мене ми дојде Јас добив идеја поради тоа што јас сакам да рециклирам и да реупотребувам работи пред се, и тоа го правев и кога немав деца. Но подоцна секој пакетче, секоја амбалажа ја гледам како една игра за детето. Прво едноставно се прави, плюс детето учествува во целиот тој процес и самото дете е среќно дека има создадено нова играчка. По одреден период децата кои се растинат на тој начин самите бараат и самите кога ќе видат некоја амбалажа ги асоцира и ги прават. На 7 годишна возраст, можам да кажам од многу помал, ужива во создавање. Кога ќе види некоја кутија, ќе рече мама ова ќе биде камион. И слично. Децата се среќни кога создаваат, не дека не им прават кетковечки, играчки, лего и сето тоа. Нормално со оглед на можностите на секоја фамилија, сите дома имаме такви некои коцки, некои едукативни материјали. Јас обожавам сликовници и едукативни материјали да му се купува, да ми се чита на децата, но пак ќе речам, во сето тоа мора да биде вклучен родител. Зашто најлесно е да им го пуштиме телевизорот или што е уште полошо да им го дадеме мобилниот телефон и сите ќе бидеме релаксирани. Што сите сме сведоци дека во денешно време постојано го гледаме тоа околу нас и се случува секојдневно децата да бидат нели окупирани или на некој начин веќе опседнати со технологијата, односно со таблетите, мобилните телефони како и телевизорите. Така, баш така. Јас и кога го создадов вртиот ајдоша, конкретно го создадов во секако во со консултација на логопеди, ќе поздравам Ивана од логопедското друштво од Ајдоша, која стварно убаво го разгледа и разговаравме долго со неа и сметаше дека е еден од позначајните прирачници, која мислам дека беше првото логопедско друштво кое што го имаше, така да и вртиот ајдоша се користи многу и во кабинетите и баш од таа причина и технологија и слично има се повеќе логопедски кабинети и премно деца со такви некои проблеми кои за среќа се решливи, меѓутоа родителите малце треба повеќе да се ангажираат, доколку се ангажираат пред да се случи или кога дечињата се помали, ќе спречат многу поголема штета во иднина.
Да, така сакав и да го заокружиме овој разговор. Навистина имаме многу муабет, но се надевам дека ќе имаме повторно можност нели да си се слушаме вака и да си направиме еден убав муабет кој што навистина е од корис како и за младите родители, но секако и за оние баби, дедовци кои што нели ги чуваат децата додека родителите нели се на работа. За крај една порака од тебе до родителите, до оние кои што можеби се млади родители или пак до оние сите кои што сега нели првпат се соочуваат со родителството? Ви благодарам уште еднаш на поканата и сакам баш да ги поздравам сите и родители и баби, дедовци, тетки и сите што ги чуваат дечињата. Сакам само да кажам дека децата се стварна инспирација и ние треба да ја искористиме таа инспирација за децата да имаат здрав и среќен развој. Многу ми е мило што се слушнавме. Јас секогаш стојам располагање на мојот профил за секој еден родител да ми пише и да се консултираме и се во врска со создавање на некои малечки забавни работи кои го држат вниманието на дечињата. Ти благодарам, Елена, уште еднаш и навистина ти си инспирација за многу родители, затоа што секојдневно нели јас сум во комуникација со родители кои што ми го кажуваат, нели ми го посочуваат тоа. Ти благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ќе ги потсетиме нели сите оние кои што досега не те запознале, можат да те најдат на социјалните мрежи, односно на Инстаграм како Елена Гагич, и како ви спомена Елена дека ви стои на располагање доколку имате некакви потешкоти, можеби да создадете некаква игра за децата или пак едноставно ќе ви даде добри совети за тоа како да ги оттргнете децата од технологијата, од ова модерно време, односно од модерната технологија која што буквално е насекаде околу нас, а сите знаеме колку тоа не е убаво и е штетно за нашите деца. И на самиот крај јас би се заблагодарила за тоа што бевте и денеска со нас, проследивме многу содржини, бевме заедно со нашите гости и теми и знам дека ќе останете и понатаму на истава фреквенција бидејќи следува најновото издание на вашата омилена везилка. Довидување.